Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова. Госпоѓа Шукова, британски Guardian објави дека сите во Европа дишат токсичен воздух, но дека во Северна Македонија е најтоксичен. Дали сте запрепастени од овој поразителен податок или веќе ни станува нормално да живееме во најзагадениот дел од Европа? Не би одела со таква квалификација најтоксичен. Тоа се одредени денови во годината кога имаме проблем, особено во градовите кои што се во котлина, како што е градот Скопје. И не би одела баш со такви квалификации, а дека има проблем има и дека работиме постојано на негово надминување, работиме и централната и локалната власт. Податоците во истражувањето тие ги земаат од мерни станици и од сателитски снимки, дека и според тоа доаѓаат до податоци дека во земјава е најтоксичен воздухот во Европа. Тоа се определени денови во годината и морам да кажам дека во изминатите години бројот на тие денови се намалува, што е многу добро. Тоа значи дека сме превзеле одредени мерки и јас се надевам дека меѓу другото и дека граѓаните се подигнала малку јавната свест, па не користат нееколошки материјали за да се затоплуваат. Она што го кажуваат статистиките во Европа и во светот е дека поголемите градови, особено главните градови, им требаат повеќе години за да можат да се справат со овој проблем, односно да се префрлат од нееколошки системи на затоплување кон еколошки системи за затоплување кои што помалку го загадуваат воздухот. Илузорно е да мислиме дека тоа можеме да го направиме за 2, 3 или 4 години. Праксите покажуваат дека тоа се случува од 10 до 20 години. За големина на градот Скопје најмалку треба околу 10 години за да се инвестира сериозно, за да се научат граѓаните како да се однесуваат и да се научиме сите како да се однесуваме, ама само заеднички можеме да го решиме проблемот. Проблемот е веќе проблем имаме, десетици години. Проблем имаме и проблемот го решаваме. Подготвен е законот за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата, меѓутоа граѓански организации вклучени во процесот велат дека тој се изработува врз основа на брзина изработена студија за валоризација, во која не биле вклучени доволен број на експерти и дека во неа недостасуваат клучни видови како охридската пастрамка. Дали е ова уште еден доказ дека декларативно се спроведуваат само препораките на УНЕСКО? Не би се согласила повторно со ваквата констатација. Изработката на студијата за валоризација е согласно закон. И точно е утврдено кој треба да биде вклучен во изработката на студијата и бија вклучени сите инволвирани страни и во изработката на студијата и во изработката на законот, вклучително сега и во јавната расправа која што имаме за самиот закон пред да го пуштиме на влада и пред да оди на собрание. Сите коментари кои што ги имаат невладините организации се добре дојдени, ќе ги прибереме и ќе дискутираме по нив. Заедно со нив, меѓутоа прво интерно во министерството да видиме во кој опсек се коментарите што ги имаат, меѓутоа не се согласувам дека не е направена согласно закон и дека е декларативно направена. Препораките на УНЕСКО стојат од 2017 година. Продолжува урбанизацијата на Охрид со нови урбанистички планови, проблемот со дивоградбите се уште е присутен, загадувањето на водата, пречистителна станица. Она што е добро за Охридскиот регион е дека УНЕСКО не го прогласи со статус загрозен, остана на листата на добрата на УНЕСКО. Таа информација ја донесовме како добра вест од 45-та сесија на Комитетот за УНЕСКО, која што се одржа минатата недела во Ријад во Саудиска Арабија. Значи, ние остануваме на листата на добрата на УНЕСКО, меѓутоа остануваат и препораките на УНЕСКО кои што треба да ги спроведеме, меѓу кои што се носење на нови урбанистички планови за Охрид и за Струга, и ги повикуваме локалните самоуправи тоа да го направат што побрзо. Јас знам дека они имаат процеси. Она за кое што како држава треба да размислуваме можеби е дека треба овие постапки за носење на урбанистичките планови малку да ги поедноставиме. Со дивоградбите мора да се справи локалната самоуправа. Тоа е нивна надлежност и на Охрид и на Струга, тоа сме го кажале многу пати, јас ќе го потенцирам и денеска. И има уште ред на мерки како што се студенческо блато, законот кој што е во собрание и законот за Охридско езеро кој што се надевам скоро дека ќе влезе во собрание и ќе бараме консензус од сите политички партии. Ова е во интерес на државата, не треба да има политика тука, тие закони што побрзо да бидат усвоени за да можеме да ги спроведуваме. Преспанското езеро според извештај на американската НАСА изгубило 7% од водата и
во изминатите 40 години и половина од својот волумен. Дали главниот проблем е неконтролирано влечење на водата? Има неколку проблеми со Преспанското езеро. Едното е антропогено, односно наводнувањето, таму каде што се вклучени луѓето, и тоа од земјоделците, да речеме, од сите три страни кои што го делат Преспанското езеро, нели? Нашата држава, Албанија и Грција. Тоа не е детектирано како проблем. Втор проблем е исто така се и климатските промени. Последниве години утврдено е дека има големо испарување на езерото и помалку врнежи. Сите тие работи влијаат на состојбата со водостојот на езерото и со волуменот, односно со водата. И има некои претпоставени морфолошки промени на дното на езерото, кои што многу тешко се истражува. Тоа научно треба да се истражи, се уште не се истражени. Научниците апелираат дека најверојатно има некои промени. Тоа е многу скапа операција и не знам и како држава дали имаме можност тоа да го направиме. Зборуваме со нашите партнери, ќе видиме дали има можност нешто такво да се направи. Меѓутоа, она што можеме да го направиме во меѓувреме е да направиме, да го утврдиме балансот на водите. Разговарав јас со службите кои што работат во Министерството, велат дека тоа е една од акциите кои што навистина треба да ја направиме. Мислам дека е редно време, за да знаеме влез на количество на вода, излез на количество на вода, што е потребно за наводнување, колку може да се користи. Значи, знаете што имате добри практики. Треба да почнеме малку поинаку да размислуваме, или да ги промениме системите за наводнување, или да воспоставиме нови пракси каде што ќе имаме капка по капка наводнување, че не мораме да одиме со големи количини. Се знае ли кој не е многу влече од трите страни? Сите влечат. Значи сите користат вода за наводнување. Има земјоделски култури, за жал во моментов не постои друг начин од каде што можат да добијат вода за наводнување и се користат водите од Преспанското езеро. Во моментов во процес е изработка на стратегија за минерални суровини во Министерството за економија. Но експерти и граѓански организации оценуваат дека со неа се планира масовно давање на концесии за користење на минерални суровини, како каменоломи, вадење на песок од реки, реотварање на веќе затворени рудници и експортирање на минералните суровини во земјите на Европска Унија. Дали сте запознаени со овој процес, односно дали Министерството за животна средина учествува во изработката на овој проект? На овој документ, се извинувам. Секоја стратегија која се работи во државата има допирна точка со животна средина. Министерството секако мора да биде вклучено во тој процес. Драв стратегијата која ќе биде готова ќе ја добиеме како ресор кој што секако и согласно закон на стратегијата мора да се направи стратешка оценка на влијание, така да ние секако ќе бидеме вклучени во процесот. Мојот став во однос на експлоатирањето на руди или минерални суровини е познат. Меѓутоа, мислам дека и нашите закони, значи не е само битен мојот став, нашите закони се такви да ние навистина, а и јавната свест е многу подигната, не само кај Министерството и кај граѓаните, дека треба да бидеме многу внимателни кога даваме концесии. Случајот со Иловица одскоро ви е познат ви е и мојот став и познат е ставот на граѓаните. Јас сум за тоа дека треба да одлучиме како држава во регионите, деловите на државата, каде што е развиено земјоделското производство и каде што сакаме да развиваме дополнително, бидејќи сме еден од земјите лидери на користење на ИПАР средствата, еве третиот повик, третата ИПАР 3 само што се распиша, таму треба да размислуваме сериозно дали треба да имаме нови концесии на минерални суровини или на руда. А во деловите на државата каде што немаме развиено земјоделско производство, каде што немаме значителни природни вредности, таму зошто да не? Така, тоа е секако економска гранка која што носи бенефит и од економски и од социјален аспект на државата. Меѓутоа, животната средина мора да ни биде приоритет, не треба да познава политика и треба сите сериозно да се занимаваме со неа. Во оваа насока, енергетската заедница отвори случај и утврди дека Македонија ја прекршува директивата за оценка за влијание за животната средина со нејзино несоодветно спроведување, односно дека не прави доволна проценка за ризиците од проектите со потенцијално големи штети, како ископ на песок, автопати, рудници, хидроелектрани. Како планирате ова да го надминете? Го подигнавме нивото во правилникот каде што се утврдени објектите, дали ќе се прави елаборат или ќе се прави студија, се јасно детерминирани. За покапиталните и поголеми проекти исклучително мора да се прави студија. Кога се прави студија, тогаш имате многу инволвирани страни, многу експерти имате,
Ако е прекогранично влијанието, тогаш ќе ги консултираме и нашите земји соседи. Значи, оваа постапка е јасна. Ова е најверојатно за еден посебен случај. Знам дека се дискутиравме со енергетска заедница во делот на тоа дека треба малку повеќе да обрнеме внимание во делот на природа и треба можеби да даваме и посебни мислења. Посебно мислење во делот на води, посебно мислење во делот на природа, ама сето тоа мора да биде делот од постапката и делот од студијата, така да го контролираме тоа како процес и јасно не утврдено со закон. Меѓутоа, стотици концесии се одобрени врз база на елаборати, а не врз основа на студии за оценка за влијание врз животна средина, кои имаат огромна штета врз природата. Еве, например, 90 елаборати за хидроцентрали се одобрени, од нив 30 во заштитени подрачја. Тоа е политика која што се спроведуваше пред 10-15 години. Ставот на оваа влада, јас после неколкуте мали хидро кои што беа во заштитените подрачја, особено кога се прогласуваше Шар планина, така во постапката, секако и во Националниот парк Маврово, се повеќе се размислува и мислам дека ќе биде политика на оваа влада, особено на партијата која што јас ја застапувам, Социјалдемократскиот сојуз, чиј член сум, дека веќе нема да ги поддржуваме малите хидроелектрани и мислам дека е време да се стави крај на тоа, особено на оние каде што има проблем со водниот биланс. Меѓутоа, тука е сличен случајот со археолошкиот локалитет Влахо, кој беше оштетен при копањето на јаглен во близина на селото Живојно во рудникот. Точно ли е дека причината зошто е уништен Влахо е бидејќи Министерството за животна средина побарало и одобрило елаборат од инвеститорот наместо да побара студија за оцена за влијание врз животната средина, каде би морал да биде вклучено тоа културно наследство? Да ви кажам, конкретно за овој случај не знам, меѓутоа правилникот е јасен и точно кажува за која големина на проект треба да се работи елаборат, а за која и тип на инсталација, да речеме, или тип на активности, а за која се работи студија. Ако е ваков предвид направен, не знам дали имате информации која година се случило ова, ако е ваков тип предвид направен, тогаш не знам како да ви кажам, треба да одговараат тие што направиле грешката. Ова ми се чини дека е скоро одобрен елаборат за Значи, ние имаме посебен сектор за оценка на влијание, односно се вика сектор за животна средина, каде што се утврдува дали ќе биде на ниво на елаборат. Вака, секој потенцијален инвеститор кој што сака да спроведе проект, прво доставува писмо за намери во Министерството. Врз основа на податоците кои што ги наведува во писмото за намери, ние како Министерство утврдуваме дали ќе биде на ниво на елаборат или ќе биде на ниво на студија. Претпоставам дека колегите врз основа на информациите кои што ги добиле и врз основа на обемот на инвестицијата утврдиле дека треба да биде на ниво на елаборат. Кој е вашиот став за намерата на ЕСМ да отвори нов рудник за јаглен во Пелагонија, предвиден да биде 2 пати поголем од Суводол, имајќи ја предвид амбицијата на Македонија за декарбонизација на енергетскиот сектор? Електростопанство се консултираше со нас, тие размислувања се отворија, да речеме, нели во наводници, кога во текот на енергетската криза. Во тој момент знаете дека увозот на електрична енергија чинеше многу скапо државата. Знаете дека државата ги субвенцираше и компаниите и граѓаните. И тогаш се размислуваше за отварање на нов коп во близина на рек Битола, за да се искористат и они количества на јаглен кои што ги има во државата, бидејќи во меѓувреме повезувавме и јаглен од други земји, како што е, да речеме, јаглен од Косово, кој што не чинеше многу пари. Меѓутоа, моравме да испорачаме електрична енергија до стопанството и до секој домаќинство, до секој граѓанин. Таа опција се уште стои и јас за тоа велам. Меѓутоа, паралелно на ова, ние се насочуваме кон производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Таму активностите не се започнати. Ние како Министерство тогаш предложивме да не се опфати целиот терен, значи тоа е една поголема површина од каде што може да се копа јаглен, да се насочи електростопанство на Македонија која е на помала површина и таква постапка испроведовме. Со помала површина. Ако државата увиди дека во наредните неколку години има повторно проблем со електрична енергија, иако мислам дека тоа полека го надминуваме, ќе одиме на поголем отпад. Во моментов одиме со помал отпад и ги промовираме и ги поддржуваме
производството на електрична енергија од обновливи извори. Господјо Шукова, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и јас за поканата. Почитувани, го следевте на делното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.